60-годишниот гувернер на Минесота Тим Валц се кандидираше за подпредседателски кандидат на Демократската партија, веднаш покрај Камала Харис, која е председателски кандидат на оваа партија. Набрго, откако Харис го објави својот избор на 6 август, Валц разговараше со поддржувачите за принципите што ја одбележаа неговата кариера. Minnesota's strength comes from our values, our commitment to working together, to seeing past our differences, to always being willing to lend a helping hand. Those are the same values I learned on the family farm and tried to instill in my students. I took it to Congress and to the state capitol, and now Vice President Harris and I are running to take those very values to the White House. Роден во среднозападната држава Небраска, Валц има долгогодишно искуство во државната служба. Служеше во Националната гарда на армијата и накратко предаваше англиски јазик во Кина, а потоа се врати во Соединетите држави да предава општествени науки во средно училиште, каде што исто така беше фудбалски тренер. Валц освои место во представничкиот дом на САД во 2006 година и служеше 12 години пред два пати да биде избран за гувернер на Минесота. Политичките наблюдувачи велат дека неговите корени во рурална Америка го прават логичен партнер за Харис на листата на демократите. He's somebody who's from a small town and in a way, in a sense, presents as sort of everyman, somebody who can relate to and who a lot of different Americans can relate to. The choice of Governor Walz would seem to suggest that she values highly people who can talk to a wide array of Americans from different races, different classes, and who can really help her communicate and serve the entire nation, not a particular narrow constituency. Harris is, a slightly atypical candidate for president. She's a woman, she's not white. And so she's going to want somebody who sort of balances that out. So broadly, the simple thing is just Walz is pretty unrisky. He's a safe choice. Како гувернери во Конгресот, Валц проведува прогресивна политика што им се допаѓа на демократските гласачи. Тој одобри програми за проширување на заштитата на работниците и нудење бесплатни оброци во државните училишта. Исто така се бореше за иницијативи за борба против климатските промени и заштита на репродуктивните права на жените. Другите позиции, како што се неговото застапување на ветераните и земјоделците, имаат двопартиска поддршка. Но републиканците како против кандидатот на Валц за подпредседател J.D. Vance тврдат дека политиката на Валц представува екстремно левичарски ставови. He's been one of the most far-left radicals in the entire United States government at any level. Политикологот Ханс Ноел вели дека таквите напади се очекувани, без разлика дали ќе бидат издржани или не. There might be something in there that Republicans can latch onto and make the case that Harris and Walz are, sort of doubling down on the most extreme positions. I don't actually think that's quite accurate. I think that Walz is a much more sort of mainstream Democrat than sort of Vance is a more conservative Republican. But he's got enough in his bio that you could see them making a case around that. Валц не беше добро познат надвор од неговата матична држава пред да се приклучи на демократската листа. Но Минесота беше во вестите во 2020 година, кога полициското убиство на невооружениот афроамериканец Џорџ Флојд предизвика насилни протести кои се проширија низ целата земја. This has obviously been the most difficult week in Minnesota in recent history and maybe in our entire history. Our community, especially our Black community, is hurting beyond words. Minneapolis and St. Paul are on fire. Валц се соочи со критики за тоа што не презеде акција доволно брзо за да ги заузда немирите во неговата држава. Во текот на кампањата, тој покажа дека може да ги отфрли сопствените напади, како во неговиот многу цитиран опис на Доналд Трамп и J.D. Vance. So I want to tell you what I observed and you've observed about these guys when you see them
that it's a very clear thing. Yes, they are creepy and weird as hell. You see it. You see it. Валц се оженет со Гвен, воспитувачка која предавала во средни училишта и затвори. Тие имаат 2 деца. Валц понекогаш го негуваше својот имидж на непосредност, споделувајќи сцени од неговиот семеен живот, како на пример на ова патување на еден државен саем. But then we're going to go get some food, corn dog. I'm vegetarian. Turkey then. And Turkey's meat. Not in Minnesota, turkey special. За кратко време, Валц стана познато име за американските гласачи. Неговите политики и досие сега ќе бидат под лупа додека тој и Харис продолжуваат со брзата предизборна турнеја.